Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, дали и колку странски пари се влезени во протестите во Скопје. Вечерва разговараме со Здравко Саевски, кој е еден од лидерите на оние протести по скопските улици, кој поради оние експликации радикални во таа шарена револуција беше во 50-дневен куќен притвор. Еве што на таа тема и околу тие работи размислува Здравко Саевски. Пред околу 50 на дена, Скопски дневник излезе со серија анализи кои укажува на можна поврзаност, безбедностна, финансиска и секаква останата, одредени лидери на таа шарена револуција, одредени реслови во и околу германските и британските тајни служби. Сите овие луѓе, вклучително и Здравко Саевски, најавија тужби против Мирка Велиновски и против Скопски дневник, меѓутоа минатата недела во двата своји јавни настапи, во интервјуто во Дневник и во директното обраќање пред македонската јавност, председател Ѓорѓе Иванов, де факто ги покажа како веродостојни сите оние работи кои ги објави Скопски дневник некаде пред 2 месеци. Слушам обвинувања дека одлуката поттикнала на протести и ги зголемила безбедностите ризици. Напротив, од разузнавачки извори навремено бев информиран дека овие протести биле однапред планирани и подготвувани. Мојата одлука само го забрзи нивното дејствување. Почитувани сограѓани, во Македонија се води специјална војна како дел од стратегиите за предизвикување на тензии и воспоставување на постојани политички кризи со технички влади за неможност во справувањето со заканите и доведување во положба на починетост. Во своето интервју Скопски дневник Ѓорѓе Иванов беше уште подециден, уште порадикален. Јас цитирам: "Од сите сознања што ги имавме во периодот на мигрантската криза, знаевме кои лица се логистика за илегалната миграција во Македонија и кои се становите, потенцирам становите, каде што привремено ги сместуваат странските волонтери. Евидентирани се и сите тие 72 лица, активисти или наводни новинари, што упадна на македонска територија заедно со големата група мигранти, меѓу кои имаше удавени лица. Тога се утврдени нивните партнерски организации и групи во Македонија. Потенцирам, партнерски организации и групи во Република Македонија. Се покажа дека лица од тие организации учествува во демолирањето на Народната канцеларија. Можеби нивниот гнев и бес произлегуваше од тоа кога ја затворивме границата и воспоставивме контрола на мигрантскиот коридор, им ги спречивме грантовите што ги добивале и тоа профитирале. Потенцирам, грантовите кои ги добивале." Ова го кажа Ѓорѓе Иванов. Упатува на одредени лица, кои можеби се финансирани од странски безбедностни разузнавачки структури. Тие лица учествувале во протестите во Скопје и можеби учествувале како логистика на тоа што се случуваше пред 2 месеци на македонско-грчката граница. Ова е само почеток. Во оваа емисија ќе се обидиме да нијансираме и да дефинираме постои ли и која е таа група на организации кои се финансирани од странство и кои работат на процес на македонска дестабилизација. Здравко Саевски, како повеќе преферирате, хер Здравко Саевски или мистер Здравко Саевски? Јас преферирам другар Здравко Саевски. Бидејќи имавте директно обвинување дека сте под контрола на британски и германски тајни служби. Тие се дури смешни коментари. Јас со цела почит кон вас, бидејќи мислам дека е сериозна емисијата, но ете ќе си дозволам да се насмеам. Значи, сте биле ли тренирани во британски кампови во Загреб? Не. Не сте биле у Загреб, не сте тренирани? Не, во последен пат кога јас сум бил во Загреб било во 2012 година. Добро, може тога сте тренирани? Не сум трениран.
Вака се да не се навредите, ама имате некоја шпионска фаца, вака искрено. Од профил Ваше мислење. кој е погледни човек. Ваше мислење. Така што јас не би рекол дека мислам јас имам шпионска фаца. Смешно е тоа. Ленка и Солидарност ги формирале вие. Имаше обвинување дека во тие две организации, институции или како да ги наречеме, се влезени многу германски и многу британски пари. Немаше ваш деман. Колку што можам да видам за Facebook, на Facebook све коментирате. Меѓутоа за таа работа на Facebook немавте ништо искоментирано. Вашата колешка Мирка Велиновска се осмели да упати доста клевети на левичарското движење Солидарност. За тие клевети јавно искажан збор е сериозна работа. Вие сте основач на Солидарност? Сте били основач на Солидарност? Или јас бев еден од основачите на Солидарност. Беше дадени адреса дека и само да докажам. Значи, господјата Мирка Велиновска кажа доста клевети, мислам дури смешни беа, мислам дури толку ефтино површно истражување, дури и за нејзе претерано да речеме. Имаше шанса да се јавно да се извини, но не се извина. Зашто се извини ако смета дека тоа точно? Ако има докази дека тоа точно? Објавување на лични телефони и значи, објавување на адреси на живење со поттикнување на луѓето да тренирани по британски кампови, тоа е друга работа. Знаете, тоа се сериозни обвинувања. Вака, видите, значи обвинување, кога кажувате таква некоја работа, а при тоа немате доказ. Одредени искази дека протестите биле подготвувани и пред неговата аболиција. Јас ви сум гостин во емисија, значи слушнете ме мене. Повелете, најдете докази каде ние сме биле тренирани во некои кампови, изнесете ги јавно тие докази и тоаш можете да утврдите ова. Ако не можете да најдете такви докази, кога јас ќе ви кажам дека нема такво нешто, вие треба да го земите тоа здраво за готово. Ништо не земам здраво за готово. Јас за разлика од обезбедувањето на Никола Груевски, ние не сме некои набилдани фаци. Као што можете да видите на камери, јас не сум некој човек кој е набилдан и трениран и не знам што. Дали по Солидарност, ние сме учеле да протестираме. Сте добивале пари од фондацијата Роза Луксембург Штифтунг. Дали ви се префрлани пари? Точно. Дали врзба за изработка на проекти. Дали врзба, а што значи, целта на Роза Луксембург правење протести и рушење на влади во одредени држави? Не. Тука правиме прва пауза реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinalco German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус.
Во интервјуто со Здравко Саевски во неколку наврати ние ќе го употребиме името на фондацијата Роза Луксембург Штифтунг. Всушност тоа е фондација која е финансирана од германската партија Левица. Всушност сите фондации во рамки на Република Германија се директно финансирани од германскиот буџет. Парите се префрлат до одредени партиски структури и преку тие партиски структури подоцна се дистрибуираат одредени партнерски организации широм светот. Во рамки на Република Македонија тие партнерски организации се Солидарност и Ленка. И всушност работењето и делувањето на тие структури е финансирано директно од германскиот буџет. На некој начин германската политика или германскиот буџет има своја активна улога во нивното делување и преку нив всушност остварува делови на својата политика. Како што кажавме, таа фондација Роза Луксембург Штифтунг има свој партнерски организации во сите држави во Европската унија, вклучително и во рамки на Република Македонија. Партнерски организации на Роза Луксембург Штифтунг во рамки на Република Македонија се Ленка и посебно Солидарност, односно тоа се групации во чие формирање на одреден начин учествувал и господинот Здравко Саевски. Еве само дел од проектите кои се финансирани во текот на минатата и во текот на оваа година од страна таа германска фондација. На 17.2.2016 година го финансирале делото или проектот Обезвреднување на трудот, втор дел или анализа на трудовото правна легислатива по периодот 2010 пазете 2014 година. На 17.11.2015 година, значи минатата година, го финансирале делото или трудот здравјето како право и како услуга. Тоа е многу битно за германците да го финансират, здравјето како право и како услуга во рамки на Република Македонија. На 16.6.2015 година финансирале одредено дело пишено на албански, автори Мари Глендемири и Здравко Саевски. За ова дело Здравко Саевски подоцна во емисијата ќе призна дека добил пари и од Сорос. На 26.2.2015 година го финансирале трудот или делото Богатството и сиромаштијата во Република Македонија, повторно автор Здравко Саевски. На 26.2.2015 година финансирано делото Политиките на пазарот на труд и сиромаштија во рамки на Република Македонија, автор Марија Башевска. Сите овие лица, чии дела се финансирани, се во првите борбени редови на таа шарена револуција. Знаете, тука се постава прашањето. Или се они наивни, или сме ние наивни, или се германците наивни, да финансират одредени дела кои не им се интересни ниту на македонските гледачи, а им се интересни на германските гласачи кои даваат своји пари. Тие пари влегуваат во германскиот буџет и подоцна преку германскиот буџет се финансираат одредени фондации. Една од таквите фондации е Роза Луксембург, кој подоцна со тие пари ги финансира овие групации во рамки на Република Македонија. Тоа е ваша шпекулација. Не е шпекулација, само прашам дали ако се влезени 50 на милиони евра германски пари во невладени организации кои треба да прават, ама не дослушувате, тука ви е проблема. Ако се влезени 52 милиони евра германски пари, не само од Роза Луксембург, туку други невладени организации, па тоа ги кажа Ѓорѓе Иванов во интервјуто за Билд. Ѓорѓе Иванов во интервјуто за Билд. Оној што е така наречен председател на Република Македонија, меѓутоа никој не го демантираше. Што сите се мајтапат со него, вие земате за релевантна изјава. Не демантираше, дури Европската комисија потврди дека се влезени тие пари. Значи 52 и сите тие пари што влегле во граѓански сектор, влегле баш во направени и дадени не, туку во невладени организации, кои прво ги направи оние протести на грчка граница, а левичарско движење Солидарност е целиот граѓански сектор. Ама пак велам, ја претендувате моќта на левицата во Македонија. Него вие не дослушувате. Велам 52 милиони евра грантови во повеќе невладени организации
кои се збирно како мрежа искористени за предизвикување два процеси. Дали знаете протести вие? на граница и обиди за дестабилизација на Македонија преку влегување на мигрантски групи на граница Македонија-Грција и од друга страна протести во Скопје. Вие имате многу голема грешка, бидејќи вие гледате, вие најдовте и вие и колешка ваша. Не се прашаме с ништо. Добро, тоа е, да објаснам. Да, слободно. Можам да објаснам. Значи, левичарските здруженија и партии во Македонија се многу сиромашни во принцип. И сега вие најдовте на нив да викате дека ние заработуваме пари. Јас сум човече невработен. Јас јавно, откако, сега јас нешто. Има управа за јавни приходи. Дали ви се префрлени? Ваша е управа за јавни приходи. Дали врз база на тие пари сте биле обврзани да правите протести? Ама нешто дали тие протести си ги подготвувале? Па кажете еднаш, мислам одговорете, затоа сте викнати во емисија. Да ви поставам прашање да одговарате. Вие што имате против Ѓорги Иванов, против Мирка, тоа на суд ќе се докажете или на избори, ако одите на избори? Така. Интересна е таа германска партија Левица. Всушност е формирана од луѓе кои порано биле членови на германската комунистичка партија. Таа партија Левица всушност кокетира со најрадикалните, па дури и анархистички структури во рамки на германското општество, има своји партнерски организации, има и во Македонија. Со парите, преку невладената организација Роза Луксембург, ова партија учествува како во мигрантската криза на македонско-грчката граница, така и во протестите во Скопје. Ве обврзуваат ли тие пари да правите протести? Ама сега јас ви кажав дека не. Значи тие се координатор ли сте за Битола? Извинете. Врз база на тие проекти. Ама сега ова не е сослушување. Значи, ама не ова интервју, јас само поставам прашање. Така, ама вие чекате да одговорам. Значи, прашам дали сте координатор за Битола. Вие сте многу интересен, не сум. Јас живеам во Скопје. Сега. Значи вие сте многу интересен. Вие сте многу интересен новинар, кај што вие повеќе секогаш зборувате од вашите гости. Чекајте малце, мислам, нека ве викнат вас во емисија, бидете гостин, тоа зборувајте. Не може сега гостите помалку да зборуваат од вас. Сте комуницирали со криптопораки. Еве, сум многу радознал човек. Може за мој кеф едно криптопорака да ми пратите да видам како сте комуницирали со тие криптопораки. За жал, имајќи предвид колку ние имаме режим од спортивната страна и колку тајните служби во Македонија се развиени, ние веројатно треба да бидеме малку повнимателни во нашата комуникација, но ние уште немаме пребинато на криптопораки. Имате време. Имате време. Можеше еден тренинг, два тренинга у Загреб, ќе научите криптопораки. Не сте биле одамно, 2012 сте биле последен пат, може да одите сега. Па у Загреб, нели така рековте пред 7 минути. Не прашам, може таму пак да се најде со некои луѓе. Видете вака, значи ние толку немаме што да криеме, што едноставно ние немаме ни потреба да преминуваме на криптопораки. Така што тоа е ваша фантазија, мислам, режимот во овој момент, значи оној човек, чекај, како беше особата НГ се советува со гатачка. Значи режимот ве оневозможува да комуницирате со криптопораки. Не, туку немаме потреба. Дали вие сфаќате како е да се борите со чисто срце и со цврста волја? Не само вие се борите. Никој од државата не се бори. Само вие се борите. Ние се бориме. Да, само вие се борите, една мала група на луѓе, сите ги сметаат, сите се недоплакани, сите се неинтелигентни. Не викаме гатачка за да ни кажи кој ден Марс е во кое поле, а Нептун е во кое поле. Имате женско, имате половина родни нишови се жени фамилија. Сте ги прашале дали читат хороскопи? Сте ги прателе? Да, ама знаете, сега ќе ви кажам уште една статистика, кога сакате статистика. На колку ода такви гатачки, бајачки, жени што пратат хороскопи? Нешто јас ќе ви кажам. Гледате ви зашто периферно се фаќате? Не е тоа периферно. Зашто периферно се фаќате? Не е периферно. Му правеле хороскопи. Па идемо правеле хороскопи. Има нешто што се вика и морална одговорност. Значи нешто што е тотално заборавено во Македонија. Треба да морално одговараш што има гатачка, односно жена што му прави хороскоп. Моралната одговорност е кога викате во работно време, гатачка, саат време, да ви кажува, тоаш ако јавноста дознае за тоа, вие едноставно немате образ да не поднесете оставка. Кое е работно време, например?
Работното време, значи тој беше во во неговиот кабинет. Тоа значи дека кога е работно време? Тој работи 24/7. На снимката, значи, на снимката слушнавте работно време? Значи, јас беше аудио снимка, јас она што 100 пати сум го кажа, 100 пати сум го слушнал дека работи 24/7. Тоа значи дека тоа е во неговото работно време. Имаше на снимката кој дали особата НГ, чекај, извинете, дали особата НГ нема тврдено во јавноста дека работи 24/7? Може би вие преку британско-германски институции знаете кога е снимена таа снимка. Сега знаете, јас признавам дека може сум хендикепиран, ги немам информации, вие ги имате, така да ви признам дека сте во предност тука. Мислам, тоа е смешно. Значи, пак јас ќе ви кажам, значи јас ви негирав дека има таква една врска, а вие Гатачка, другар Савески. Другар Савески, Гатачка, така криптирано, како би се напишала, например, упорака? Не знам јас, али јас знам дека... Мислам дека сега комуницираме криптирано тука, па вие нешто шифри ке кажете. Не, Гатачката криптирано си комуницира со особата НГ, со Нептун, Марс, па... Венера, да речиме... Така што тоа е криптирано. Следниот пат ќе замолим и Левица да ја спомни. Во трета куќа, Левица во трета куќа, за да не бидете хендикепирани, да не се чувствувате дискриминирани. Нека него погани името на Левица, таа особа, така што фала. Со своите две интервјуа во текот на минатата недела, Ѓорги Иванов на некој начин ги верифицираше и ги потврди сите оние работи кои изминатите 3 или 4 месеци беа третирани во рамки на емисијата во Центар. Секоја политичка анализа, почитувани гледачи, ќе ви покаже дека во текот на месец април има најмалку 3 настани кои имаат битно влијание на сите политички разврски во рамки на Република Македонија, па и пошироко. Првиот настан е таа мигрантска криза на македонско-грчката граница некаде 14-15 април, во рамките на која загинуваат неколку лица во обидот да ја поминат македонско-грчката граница. Во рамки на целата таа операција, како што сега се покажа, се вклучени одредени реслови на невладени организации или новинарски здруженија финансирани од германските разузнавачки структури. Вториот настан е можниот или најавен упад на одредена група составена од 40 косовски терористи кои треба да упаднат на територијата на Република Македонија да нападнат одредени македонски затвори, кај што се сместени членови на она терористичка група која минатата година беше уапсена и всушност затворена после оние настани во Диво населје. И третиот настан се тие големи протести по скопските улици после серијата аболиција од страна на председателот Ѓорги Иванов. Во рамки на оваа емисија и всушност во целиот циклус емисии во Центар последните неколку месеци ние се обидуваме да најдеме одговор дали постои поврзаност помеѓу сите тие структури и сите тие настани и дали некои странски разузнавачки структури и служби работат на креирање на таква почва за политичка дестабилизација на Република Македонија. Се активираа криминални мрежи, антивладини активисти и олеснувачи на движењето на мигрантите. Од ден во ден состојбата се усложнуваше. На нашата јужна граница илјадници мигранти се обидуваа насилно да ја срушат заштитната ограда, да ја преплават територијата на нашата држава за да го отворат балканскиот мигрантски коридор кон Европа. Армијата и полицијата спречија над 15.000 обиди за илегален премин на границата. Целата таа операција преку тие мигрантски кризи да се дестабилизира Балканскиот полуостров, а вклучително или првенствено Република Македонија, трае веќе подолго време. Некаде на 14-16 октомври минатата година во Солун се организира одредено советување, тренирање или тренинг камп на кој се поканети сите анархистички групи од делот на Балканскиот полуостров. Еве го флаерот со кој се најавува тоа анархистичко дружење. Балканско анархистичко среќање, Балкански анархистички сусрет, Таким анархист Балканик, Балканска анархистичка срешта и така натаму и така натаму. Значи од 14 до 16 октомври минатата година во Солун сите овие анархистички лидери од Балканот беа на едно место собрани, беа финансирани од германската фондација Лоза Луксембург и работеа на проекти како преку мигрантската криза на некој начин да се дестабилизират поедини држави на Балканскиот полуостров. Во тие групи се најдени 72 припадника на невладини организации, новинари или луѓе од тој NGO сектор. Грчкиот поранешен вице-премиер Теодорос Пангалос вели таму во таа група се пронајдени одредени припадници на германски тајни служби. 72 од нив се фатени и им е изречена мерка забрана 6 месеци да престојуваат на територија на Република Македонија. Значи имаме некаде повторно средина на месец април обиди
од страна на косовска страна за дестабилизација на Република Македонија. Вие не демантирате дека тоа што кажа Стефчо Екимовски одговара на вистината, и имаме масовни протести во рамки на Република Македонија. Медиумите во Македонија, посебно Дневник, излезе со одредени анализи за средства, пари и конекции на тие групи кои протестираат со одредени странски разузнавачки служби. Можеме ли така контекстуално да ги врземе сите овие работи? Факт е дека имаше помеѓу бегалците и помеѓу мигрантите новинари. Така се представува да имаат тие, нели, делелеци, соупатства. Да, секако, апсолутно има активен пристап во насочувањето на бегалците, но ние реагиравме брзо тогаш на враќање на сите овие субјекти заедно со бегалците назад во Грција, им дадовме беа казнати мандатно и забрана, така да не сме се занимавале со профилирање поединечно на сите тие, бидејќи за нас клучно прашање беше да се одврати тој напад организиран, за да се попречи отварањето на западно-балканската рута повторно, што се вика. Осам преку овој флаер, преку одредени блогови, преку одредени линкови се агитираше и се апелираше на масовно окрупнување на тоа балканско анархистичко друштво. Ние сакавме да ја презентираме дел од тие блогови, дел од тие линкови, меѓутоа во меѓувреме од кога се открие работењето или функционирањето нова организација и незините активности на Балканскиот полуостров, тие блогови и тие линкови се затворени. Еве го флаерот кој им се дели на мигрантите. Почнува некаде од Бодрум, Измир, Лесбос и Истанбул и треба да заврши во Минхен. Клучна точка е Гевгелија во рамки на Република Македонија. Кога ќе кликнете на Гевгелија, тогаш линкот ве носи на 4 адреси. Тоа се 4 адреси на одредени исламистички организации во рамки на Република Македонија со председатели или со видни членови кои асоцираат на одредени вахабистички структури во рамки на Република Македонија. Втората групација е во Солун, таа некаде почетокот на оваа година има изнајмено неколку станови, неколку куќи во средиштето на Солун, кај што ги чува и кај што ги охранува сите овие имигрантски структури кои на патот од Ирак, Сирија треба да стигнат до Минхен или до Германија, и третата структура се тие левичарски анархистички групации. И гледате како се прави еден сплет, еден композит на три структури кои се диаметрално спротивставени. Тоа се одредени вахабистички структури, одредени мигрантски структури, одредени разузнавачки структури и одредени анархистички структури кои треба преку целата таа операција да го дестабилизираат Балканскиот полуостров. На северната граница имаше упад од 40 члена вооружена насилно екстремна група. Оваа група имаше за цел да изврши осветнички терористички акти за полициската акција од 9 мај 2015 година во Куманово. Тогашниот министер за внатрешни работи од опозицијата е добро информиран за ова што го зборувам. Дали тие индици се сериозни и одговарат на вистината? Генерално, ние како служба, како полиција во континуитет ги следиме активности, ги собираме и анализираме и проценуваме информации токму во тој контекст, и јас одговорно тврдам дека во континуитет има такви информации и такви тенденции и интенции за поединични терористички акти и во контекст на намери за ослободување на дел од припадниците кои што се опфатени со случајот диво насилие. Имаме 86 повратници од боиштата во Сирија и Ирак. Двајца од лидерите на политичките партии добиваа закани за атентат. Закани потврдени од партнерските служби. Настаните на јужната и северната граница, заканите од странски терористички борци, мобилизацијата на криминалните структури и антивладините активисти со намера да предизвикуваат насилство и узурпирање на објекти, ги зголемија ризиците за загрозување на безбедноста на Република Македонија. Имаше одредени најави на председателот Иванов дека има закани за двајца лидери на две политички партии. Има ли информации за тоа? Ги следев пресконференциите на председателот Иванов кој што ги имаше во врска со аболицијата. Јас од позиција на Министерство за внатрешни работи
можам да кажам дека и во континуитет има одредени закани против лидери на политички партии, така да не би сакал сега во детали да влегам во тоа. Јавноста заинтересирана, министре. Груевски, односно лидерот на ВМРО ДПМН, го засели своето обезбедување и тоа беше објавено некаде пред еден и пол месец. Али Ахмети има перманентни закани за негово елиминирање. Дали Груевски, Али Ахмети се луѓето кои има засилени закани за нивна безбедност последните половина година? Факт е дека има разузнавачки информации за одредени закани и тоа беа и причините за зајакнување на обезбедувањето и кај председателот на ВМРО ДПМН и кај председателот на ДУИ. И тоа беше во подолг временски период пред пресконференцијата на председателот. Ова е само мал дел од мојата анализа која имав направена за вестите на Канал 5 телевизија некаде пред еден и пол месец на тема што ќе се случи во рамки на македонската опозиција и во рамки на македонската шарена револуција. Тогаш проценив дека неминовно ќе дојде до процес на раздвојување помеѓу СДСМ и помеѓу македонската левица или шарената револуција. Само еден ден после таа моја анализа почна процесот на искиркување на Зоран Заев од страна на одредени радикални структури во тие македонски протести. Во тие сегашни протести мислам дека ќе дојде одредено подвојување, нешто слично што беше на оние студентски или средношколски протести минатата година. На една страна ќе останат политичките партии, на една страна ќе останат и тие невладини организации кои се финансирани од Сорос, а на друга страна ќе бидат овие, ајде да речеме, млади групи кои ќе делуваат доста анахроно или доста анархистички и на некој начин ќе сакаат преку тие своји протести да покажат дека политичките партии се непотребни во рамки на Република Македонија и дека изминатите 25 години сите политички партии донеле лошо на Република Македонија. Односно, преку нивното делување кое ќе засили после 5 јуни, тоа јас го очекувам, ќе се направи нешто што се направи со специјалното јавно обвинителство, односно преку адхок формирано обвинителство, ќе сака да се покаже дека ништо во делот на правдата или на судството не функционира, односно со овие анархистички групи на млади луѓе кои ќе протестираат по скопските улици, да се докаже дека политичката конјунктура не е добра, дека треба да биде заменета со нешто друго. Сакам да поздравим сите заедно Зоран Заев. Го свиркавте вие Зоран Заев? Дел од наши членови, како и луѓе кои едноставно не се приврзајци на Зоран Заев и на СДСМ, да, веројатно. Вие не го свиркавте? Лично јас не. А вие сте левичар? Јас сум левичар. Да, а што мислите, може ли капиталист да биде начело на лева партија? Може, не на лева партија, значи СДСМ се социјалдемократска партија, значи социјалдемократите во принцип не се за надминување на капитализмот и постои капитализам со човечки лик или држава на благосостојба, кај што може, да. Не, кај нас нема, значи кај нас имате со капиталист. Значи, кај нас во Македонија има дивјачки капитализам, кај што се трупа невидено богатство на една страна и сиромаштија голема на голема страна. Не, Зоран Заев може да биде капиталист и да биде социјалдемократ, но тоа останува да се види ако има шанса да се врати на власт. Ветират ли странците да се дистанцирате од Заев? Не, ние не комуницираме со странците. Ние комуницираме со народот. Подобро, може јавно не комуницирате, ама си имате таму криптирани форми на комуникација. Тоа вие со одредени амбасади. Се обидувате. Не се обидувам, него. Дали сте, бидејќи знаете, сигналите дојдо дека левица и структурите. Кои сигнали? По сигналите кои доаѓаат до нас, до новинарите. Служби, има Facebook група странски служби, многу ја пратат. Да, јас тоа ќе многу е добро. Не, јас тоа ќе го објавам, бидејќи еден ден пред да вие да го свиркате Зоран Заев, имав ја политичка анализа, кај што велам се очекува дистанцирање помеѓу структурите кои се околу овие протести и Зоран Заев. Тоа е шарена револуција. Тоа е шарена револуција и за разлика тоа се случува вашето дистанцирање и свиркувањето на Зоран Заев. Нема дистанцирање. Значи шарената револуција е шарена бидејќи внатре се луѓе со различни политички определби кои нужно не се согласуваат доста помеѓу себе. Но со едно се согласуваат. Во Македонија има режим кој не само што е укина демократијата, туку го сиромашува народот. И народот веќе е уморен од сето тоа и не е подготвен да отстапи. И вие значи ќе коалицирате со човек кој е богат, бидејќи народот е осиромашен. А кој е коалицирање? Мислам, тоа вие си правите сега имаме протести
против недемократска власт. Да. И таа недемократска власт мора да се повлечи за доброто на Македонија, меѓу другото, а тие се патриоти демек. Патриоти. Зоран Заев не вика да се повлечат, Зоран Заев вика, они бегат од избори. Зоран Заев значи сака да оди на избори. Вака се направили ли политичка анализа зашто Зоран Заев? Ова политичка анализа ќе ви кажам. Значи, сака да оди сега на избори. Еден режим може не само во Македонија, може да победи на секаде на местни избори. Ниту еден режим не може да победи на фер и демократски. Колку избори сте учествували? Значи, на пример, колку избори сте учествували, господин Севски, вие? Ние, да. Ние не сме учествували. Ние сега знаете како се победа на избори, ние не сме слепи. Ние не сме слепи, значи сме гласале и сме гледале каква е ситуацијата. Значи еден од најголемите проблеми зашто ние бараме експертска преводна влада. Бараме експертска преводна влада бидејќи постои голем страв кај нашето население ако биде организирана од структури на режимот. Затоа мора да има независна, објективна експертска влада која нема да го плаши сопствениот народ. Имаме власт кој го плаши народот. Тоа е страшна работа. Ма видите која манипулација правите. Ако имаш избори на 24 април или на 5 јуни, председател на ДИК, институција која ги организира изборите, е од опозиција. Министерство за внатрешни работи го водеше човек од опозиција, значи не од власта. Како може, ако некој е начело на Министерство за внатрешни работи, тамо структури автохтоно да му делуваат? Па власта е во нивни раце. Зашо манипулирате тука? Единствен услов за фер и демократски избори е формирање на преводна експертска влада за да не го плаши народот. Тоа е многу важно. Тоа значи дека од старт целиот механизам прженски не го гарантираше тоа. Значи Емил Димитриев го плаши народот. Па вака мирољубиво ми делува мене, да ви кажам искрено. Да, и мене ми делува, и мене ми делувате, знаете, вака. Интервју што се вика. Но иако нашиот народ во овие 2 месеци покажа дека се охрабри, се уште има страв кај него. Мене ми е чудно, но луѓето претпоставуваат во голема мера дека зад гласачката кутија некој ги гледа или од пенкалу има и слично. Тоа е нереален страв, реално. Ама вие упарано живеете. Не, реален, јас не го оправдувам тоа. Тој исти народ, со тие избирачки списоци исти, со 500.000 гласа, 2.002 гласа за Бранко Црвенковски. Ето, вие сте експерт, као што гледам. Зошто особата... Јас сум новинар. Експерт? Не, новинар сум јас. Океј, експерт новинар, океј. Не. Значи, зошто особата НГ се плаши од избори кои тој не има да ги организира? Одговорете ми, експерту. Па кога јас можам да читам изјави, тој бара избори. Не бара избори кои ќе ги организираат неговите послушници. Како он ќе ги организира кога начело на ДИК е човек од опозиција, секретар на ДИК е господинот Јанчев, исто од опозицијата, Министерство за внатрешни работи беше Оливер Спасовски. Што треба повеќе? Целата таа структура која организира избори, значи извршната власт ги организира изборите во Република Македонија. Не се лажеме, значи при носење на кутии се полнат, се менуваат и слично. Така што, она што е најосновното во ситуацијата, состојбата на страв, која е страв? Луѓето протестират. Излагате на Телма, излагате на 24 вести, излагате на Алса. Луѓето протестираат и тоа е доволно за можете да го кажете што сакате. Можете во оваа емисија да кажете што сакате. Што е проблем? Стварно не ми е јасно. Кај се плашат луѓето? Луѓето излагат, на телевизија се јавуваат, излагат на избори, може да го манифестираат своето политичко расположение. Каде го гледате тој страв кај луѓето? Демократија не е граѓаните да имат право само да си кажат. Демократија е која власта ќе го слушни народот. Тоа е дефиницијата на демократијата. Портпаролите на режимот што сакаат да кажат, можете да си кажете став и поради тоа ова е демократија. Не е тоа доволна дефиниција. Избори имаме ние последните 25 години во Република Македонија. Еве јас гласам 25 години. Никој ми нема дојдено на врата. Значи никој ми нема сугерирано зад пултот за кого да гласам. Зад пултот останам јас, пенкалото и пултот и гласачкото ливче. Гласам во Аредон 25 години и никој ми нема ништо направено. Јас ќе ви кажам луѓе кои кажуваат дека ми се заканиле со работното место да гласам за таа и таа партија. Кој може да ви се закани за работното место? Ви се закани ли вас некој за работното место да гласате за некоја партија? Пратете. Еве два камермани овде. Ви се закани ли вас камермани некој со работно место да гласате на избори? Зашо правите манипулации постојано?
Видете, треба да се охрабри, треба се. Па коите избори нема 500 гласа да освоите. Тука е проблемот. Така, 500 гласа, добро. На свадба да направите, ќе имате поише гости него што ќе имате на избори. Добро. Дали македонската шарена револуција ќе прерасти во нов политички субјект на македонската политичка сцена? Не знам, меѓутоа ако правиме одредена анализа, тогаш можни се две можни политички разврски. Ако ја слушате Катица Јанева, таа вели дека никој во рамки на Република Македонија нема политички легитимитет освен незиното специјално јавно обвинителство. Ако ги слушате луѓето од шарената револуција, исто така вела дека никој нема политички легитимитет, односно политички легитимитет имаат само тие бидејќи ги контролираат македонските улици. И ако се спојат тие две негации на се што постои во македонското општество, од една страна Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство, од друга страна Здравко Саевски, неговите пријатели и шарената револуција, тогаш е неминовно да дојде до формирање на одреден политички субјект кој ќе произлегува од шарената револуција, а на чие чело би се нашли луѓе кои сега функционираат и работат во рамки на македонското специјално јавно обвинителство. Ви прифатили ли Фатиме или Ленче да ви бидат на чело на партијата што ќе ве формираат? Прво, јас го знам, нема тие претензии да бидат, мислам, лидери на партија. Второ, Левица нема лидер. Имате комуникација? Немаме комуникација. Од кај знаете дека немаат претензии? Штом одбора да бидат обвинители, немаат претензии. И по италијанецот одбор да биде обвинител, па направи политичка партија со чисти раце. Добро, во секој случај во овој момент не се гледа на Берлускони. Секој здраворазумски човек во Македонија може да заклучи дека тие немаат сега Ова што јас можам да видам, здраворазумски можеме да оцениме. Може би по 30-40 години ќе имаат. По сите нивно право. Сите нивни пресконференции се политички перформанси. Јас нешто ќе ви кажам. Луѓе или жени или институции кои имаат такви политички перформанси, сигурно имате и политички амбиции. Обвинителките од специјалното јавно обвинителство и особено ќе кажам дека ми е мило што една албанка е една од најпопуларните личности во Македонија, што многу добро делува врз на антинационалистички план, односно на рушење на меѓуетничките бариери. Мамо президиумот би земале? Во Македонија, на толку големи, на толку Фатиме Фетај. Значи, таа нема политички претензии. Така што тоа е. Не сте прашали. Не мора да значи дека има левичарски ставови. Немаме комуникација. Немате, ама знаете. Предпоставуваме. Овие 3000 евра, како ви коментирате кој Левица? Малци или многу пари се? Па што зимат плати овие во специјалното обвинителство? Интересно. А колку вршители на високи јавни функции земат таква или повисока плата? Кажете ми која е платата, а особата Никола Груевски, сакам да ми каже Фондот за здравствено осигурување, директорите колку плата земат. Имајте предвид дека во Македонија сите функционери земаат невидено високи плати. Кога Левица ќе влезе во парламентот, ќе бара намалување на платите на функционерите. Не е дозволиво толку високи плати да се земаат во земја кај што има толкава сиромаштија. Бидејќи никош нема да влезете во парламентот, ако некој има право да зема 3000 евра од функционерите, тоа се обвинителите од специјалното јавно обвинителство, бидејќи работат во многу ризична ситуација. Може би дури и животот се загрозува. Полицајците работат у неризична ситуација? Та бе, Никола Груевски најде да зборува за високи плати, ама вие не разговарате со Никола Груевски, тука е проблемот. Може ли да ме видите вака са? Дали имате проблем со диоптрија? Нема. Прво сум поинтелигентен, второ сум позгоден од него. Трето можам побрзо прашање да ви поставам. Четврто можам да ве натерам да се потите пред камера. И вие упорно имате проблем и фиксација да сакате да разговарате со Никола Груевски. Толку ли комплекс имате? Негов портпарол. А јас сум негов портпарол. А вие не сте? Не сум. А вас не ве тера да работите против СДСМ и против Зоран Заев странци? Никој нас не тера. Значи вас не ве терат. Кај сте влезени, сте направиле раскол. Сте били у Солидарност, сте направиле раскол. Сте били у Ленка, сте направиле раскол. Сега правите партија, не можете председател да изберите. Вие сте конфликтио пар екселансио, што се вели. Ај вака латински нешто да пробам да кажам. За разлика од ВМРО ДПМН не правиме. Ама вие кого представувате? Вие сте Здравко Саевски. Може ли да зборите во име на Здравко Саевски? Толку ли непријатно се осеќате у кожата на Здравко Саевски? Не, напротив, доста пријатно. Се осеќате непријатно. Немам јас што да кријам, така што тоа е голема разлика. Јас очекував 50 дена у куќен притвор, па ќе излезете ко Лех Валенса,
па ќе излезете на протести да ве капсат. А вие ко Цеца Ражнатовиќ дома седите кротко на Facebook, пишувате. Па срамота да ви кажам право. Добро, ваша оценка. Човек кој сакаше да биде Лек Валенса заврши ко Цеца Ражнатовиќ со наноги нешто ќе ви кажам, не ме оставате да ќе докажам зашто левица нема председател. Значи, ние веруваме во демократијата. Не сме начело на една партија да биде човек кој ќе кажува се и сите ќе му слушаат, да има негов портрет во партичките штабови и слично. Мора да се гради демократијата. Демократијата се учи. Мора да се охрабруваат луѓето да веруваат во демократијата и да ја практикуваат. Погледнете тоа политичко салто мортале кое се случува кај Зоран Заев. Ако на 26 април на 5 јуни беа пролонгирани изборите по барање на Зоран Заев, денес Зоран Заев е човекот кој бара итно одржување на предвремени парламентарни избори. Тука се поставува прашањето зошто на Зоран Заев му се брза да има предвремени парламентарни избори во рамки на Република Македонија. Еве ги причините. Како прво СДСМ повторно да биде дел од власта и повторно да има министер за внатрешни работи, бидејќи тоа е неопходно да биде заштитени сите оние криминални кланови блиски до СДСМ и блиски до таа партија кои во изминатите 7 до 8 месеци беа многу активни во сегментот на македонското криминално подземје. Како второ, да биде оневозможена опцијата да биде формирана нова опозицијска партија во рамки на Република Македонија и таа нова опозицијска партија која можеби произлегла од структурите на шарената револуција да биде конкуренција на СДСМ на следните избори. Како трето, да биде оневозможена опцијата во исто време да се случат предвремени парламентарни и локални избори. Бидејќи знаете, ако во еден исти временски тајминг се случат предвремени парламентарни и локални избори, тога се поставува прашањето каде би се кандидирал Зоран Заев за еден трет или четврти мандат градоначалник на градот Струмица или за премиер на македонската влада. Од тие причини Зоран Заев сака да бидат одвоени парламентарните и локалните избори, односно да се случат парламентарни избори во текот на есента ова година, октомври или ноември, и тогаш да може да биде искористена таа законска можност преку 6-месечен веден мандат на одредена личност, таа да биде инсталирана како градоначалник на Струмица, а Зоран Заев да биде пратеник во рамки на македонскиот парламент. И како четврто, тоа е фактот дека некаде пред 4 или пред 5 месеци македонската полиција направи одредена полициска акција во градот Струмица. Беше тропнато на вратата на одредени високи партиски активисти на СДСМ во градот Струмица, беше претресена општината Струмица и беа претресени компјутерите на најблиските соработници на Зоран Заев. Како што велат полициските извори, беа пронајдени одредени материјали и траги кои кажуваат на одредени незаконски активности во тие политички процеси, преку кои беа добивани одредени градоначалнички победи или победи на парламентарните избори. Ако Зоран Заев и партијата СДСМ сега не се дел од некоја широка владина коалиција, ќе му биде многу тешко на Зоран Заев повторно во функција да ги стави сите тие партиски ограноци и испостави кои би трчале за некој нов, негов пратенички или градоначалнички мандат. Сума сумаром, ова се најмалку 4 причини кои де факто имат активно влијание врз одлуката на Зоран Заев да бара брзи парламентарни избори, бидејќи е исцрпена неговата политичка мантра и сега се обидува да спаси што може да се спаси, а тоа е како да стане дел од некоја широка владина коалиција, бидејќи веќе бројките во анкетите покажа дека СДСМ не може да очекува победа на следните парламентарни избори ако тие се случат во период од 12 до 18 месеци. Ке ве продаде ли Зоран Заев со протестите? Ке се испазари ли со Никола Груевски? Не, значи, она што ние, значи, левица ги поддржува барањата на протестирам и ние ќе направиме се што е во наша моќ тие барања на граѓаните кои протестираат да бидат исполнети. Сте направили проценка зошто на Зоран Заев сега му се брза да бара избори? Не знам, тоа е нивна работа, она што ние сметаме... Вие анализа, веројатно. Она што ние сметаме е дека за да има фери демократски избори мора да има преодна експертска влада која ќе ги организира тие. Без тоа граѓаните и јас сметам дека премногу се плашат и непотребно се плашат дека некој ќе ги дознае за кого гласале зад гласачката кутија. Но ако не се тргне таа ситуација на страв во Македонија, тоаш нема да имаме реални изборни резултати. Ако има споени локални парламентарни избори. Добро. Па тоа е смрт за Зоран Заев. Па не знам. Да. Мислам дека продади. Сега не знам, вие се консултирале со гатачката, па таа ви кажа дека тоа прам политичка анализа. Ако има споени локални парламентарни избори, зашо ќе се кандидира Зоран Заев?
за градоначалник на Струмица или Ние за премиер. она што сметаме Него кај му околу одговарат градоначалничките избори, функции. се извинам, нели ме прашавте, Значи, да ви изгатам што ајде. велите. Ако има есеноска парламентарни избори, ќе може да се кандидира и да го искористи тој период ВД од 6 месеци да стави ВД градоначалник на Струмица. На Зоран Заев му е неопходно од позиција на власт со технички министар за внатрешни работи Коливер Спасовски да ги дочека изборите во Струмица. Ја тоа ќе ги прашате од сега само. Не, нема правиме она што, анализа, да, она нели? што јас ќе ви кажам е дека левица е против тоа да има неограничени мандати на функцијата градоначалник. Председателот на Република Македонија има 2 ограничени мандати, градоначалниците немаат ограничен мандат и тоа го сметаме за недостаток кој ќе во ви ги пуштат демократијата. порталите? Кој ќе ви ги пуштат порталите? После ова што кажавте дека треба да има 2 ограничени Добро. мандати. Па има масакар да ве направат, Ако салата. да, ако. Кај сте краделе цреши ќе ви извадат основно училиште. Ако да. Има да ве направат од све подоле. Ако тоа е Станови, куќи, сметки, Тоа е за жал. по Амирка што го Тоа е пишуваше, за жал, ќе како биде се мачки на ситуацијата кашлица во односно ова што ќе Македонија. ви следи сега од кај нас порталите под контрола на кај нас СДСМ. може да се шират клевети слободно од страна на така наречени новинари. Господјата Мирка ќе даде малку пари и одеднаш ќе бидеме финансирани од Мирка. А не од Ако Загреб. не. А не од Загреб. Кој ви е тој Загреб, Па мислам? не добро викам ја. Загреб да Загреб, мислам. Ајде измислете нешто, демек Роза бил, Луксембург. речи го Будимпешта, не знам. Е добро е Велав, Николаевич Троцки. Може и така да. Да не биде за Луксембург, пошто имате само една жена у президиумот, нека биде Бухарин така или нешто. Бакунин или така. Некоја фондација. Океј, може ќе се формира некоја фондација и таква. Ако се формира, има 5 протести да направите. Не. Колку поише фондација, толку Не, поише протести. вие не можете веројатно да го сватите тоа џабе муабетиме дека може човек да излезе на протест од срце, од она што навистина ги поддржува барањата. Аз мислам дека вие Сега излагате, знаете. сваќам, Вие мислам. знаете, ја мислам вие дека сваќам матрицата. Не, ма Вие се работи не за можете то вие да си имате работа, вие си имате работа. да сватите време, како знаете. може некој да Јас- не добива јас пари и да оди на јас протест станувам, и да одам, протестира снимам, секој ден. монтирам. Ама сега тоа е ваш вие проблем, сега, што да ви правам? вие станувате и кажете, леле, втора смена на протести ми треба да одам сега. Не, Нич бе, не ми се не, оди. не. Нич не сум наспана, треба втора смена Не. на протести. Нешто ќе ви кажам. Бидејќи Лоза, Јас сум се Роза појавувал Луксембург, на протести мртов уморен. Значи, ама не сум се, ама не сум јас идам на снимање мртов уморен, бидејќи морам, така и вие морате, знаете. Не сум се појавувал, значи од срце сум се појавувал, ти сум верувал во она за кое се бориме. И сега колку сакате вртете го, тоа е. И знаете, големо срце имате. имам. Така како швајцарска спетка. Слободно барајте да ја видите германска. мојата, јас ќе ви давам дозвола да ги видите Како моите пишува таму сметки колку пари имам. ГМБХ. Срам, не ви е срам со невработен човек кој не смее во агенција за вработување да се пријави за невработен да му кажувате колку пари има. Не ви е срам. Ја не викам колку пари имате, викам дали ви префрлиле. Ама кај завршиле тие на сметки? Не ви е срам. Тие си знаете Не ви е како срам. заврши. А зашто им било срам? Вас дали ви е срам? Јас прашувам. А ваше е да одговорите. Јас јавно, Може да ете, одговорите, пратете може- Facebook профили. Јас јавно објавив, откако Нетпрес се дрзна да објави дека ние сме зеле од Сорос 3000 денари. А сте земали од Сорос 3000 денари? Јас сум зел од Сорос 3000 денари за предавање кое го имам. И вие во- така докажан, 3.000 и вие денари. така докажан, не, ама 3.000 видите, денари, замислете колку пари е тоа. Господин Саевски, Знаете колку пари е тоа. криминал или нарушување на принципи, 3.000 денари. криминал или нарушување на принципи Па е тоа, за знаете еден колку, денар, знаете. што се може да се купи со 3.000 значи вие денари. како докажан антиглобалист, не ви е проблем 3000 денари да земите од Сорос. Па ако не ви е проблем да земите 3000 денари од Сорос, нема да ви биде проблем да земите од Груевски, нема да ви е проблем да земите од Заев, нема да ви биде проблем од Роза Луксембург. Ако од Сорос за сте земале завршена пари, работа, ако се за земале од Сорос завршена пари, ќе работа, земите од било кој. За завршена работа следува заработка. Она за што јас зедов пари е за презентација на студија која ја напишавме заедно со другарот Мариглен Гитемири против национализмот во Македонија. Бидејќи вие го труете народот со национализмот, ние докажавме преку книгата дека во Македонија македонците и албанците во историјата живееле заедно. Така што вашата лага дека македонците и албанците секогаш биле на нож, не држи. И сега тоа да ви кажам дека јас сум зел 3000 денари за да ја презентирам таа Што студија. правевте вие 2001 година?
2001 година. Интересно прашање. Како се вика, јас за разлика од многу ВМРО ДПМНЕ што се членови кои бегаа од Битола преку граница во Грција. Добро. Значи јас која добив поканата за мобилизација, јас се јавив. И бевте Значи јас бев резервниот состав. Не, туку бев мобилизиран. И се борите против швајцарци, против германци или против албанци? Значи, јас не се борев против албанците, според мене сметав во тој момент дека не смее во Македонија да се земе оружје за да се застапуваат своите права. Испукавте ли Куршум? А во Македонија ви одговорам. Не, ме прашам конкретно. Испукавте ли Куршум 2001 година? Во Македонија има сериозни нарушувања на меѓуетничките односи и дека за тоа требаше да се седне на маса, сметам. Не испукав Куршум. Не испукавте Куршум. И сега вие ќе ми забележувате дека не сум испукал Куршум. Ако испукавте Куршум, против кога ќе испукавте? Како дел од резервниот состав против албанци? Вака, значи... Не, вие имате проблем. Ја давате тезата. Ви поставам прашање. Добро, јас ќе ви одговорам. Дека таа теза ви се што би било како би било. Ви скапува колку трула вишња. Имате проблем да одговорите. Јас сум среќен што не испукав Куршум. Толку. Тоа е мојот. Ама вие сте повикани да браните државата. Срамота да не браните државата и да се гордеете со тоа што не сте испукал Куршум. Ако требаше, ќе употребев максимална и против кога ќе се борите? Против албанците ли? Тоа не значи дека јас ќе стрелам да убијам. Кој тогаш ги нарушува тие меѓуетнички односи кои сте требале да се борите со албанците? Значи, пак јас ќе ви кажам, во тој момент имаше потреба од седнување на маса и разговарање за меѓуетнички односи. И 99 година на Косово имаше потреба. И тоа, за жал, следеше после војната. И 91 година имаше. И со паравојска 93 година имаше. И со немир и Тетово. Значи постојано имаше. Во Македонија имаме голем проблем со национализмот, барем до сега, кој беше со лажни морализирања. Ние бевме нападнати од Косово и бевме нападнати од албанци 2001 година. Ние како левица сме против национализмот. Дека ние сме создавале лажни меѓунационални конфликти. И македонски национализам, и албански национализам, и турски национализам, и руски национализам. Ние сме националност, да му биде срам на оној што дозволи лани да се случи Куманово, исценирано, дозволено и загинаа 10 луѓе. Значи, за тоа мораше да се поднесе одговорност. Одговорност. Не смеа тие луѓе, ако беа на вистина тие терористи, не смеа да бидат да дојдат во градска средина за да се ризикува. Не знам дали соработувате со некој. Кога веќе се продавате, кажете ми. Немојте душата да Ама ајде. Значи вие проблематизиравте се што е државно во Република Македонија. Јас нешто ќе ви кажам. Значи проблематизиравте се. 2001 година не била војна. 2015 година бил исцениран конфликт. Ама добро, кај живеете вие? Зачем? Ма кај живеете вие? Бидете мирни дека ние не сме си ја продали душата и смешно. Во 12 навечер. Нема шанса. Добро. Ма нема шанса. Вие не можете. Ма вас ви беше страф да излезете од домашен. Ама вас ви беше страф од домашен притвор да излезете у Шиповица ќе оите. Нешто да ви кажам. Како ова диктаторска држава, а вие почитувате домашен притвор. Па не е ли диктаторска држава? Бидејќи е диктаторска држава, како се руши диктаторска држава освен со само жртва? Уште нешто ќе ви кажам. Па не сте спремен да дадете и живот и све за демократијата. Јас културно ве прашав на почетокот на разговорот, како сека, дека ви кажав дека имам состанок во 12 часот. Еве добро. Така што ќе ве слободам. Завршувајте ако може. Ако може. Многу среќа, се надам ќе се видиме следниот пат. Важи, ужива во дискусијата. Ја исто. Нафорен. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
Zinalco German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Сум бил напорен, па сите оние кои си имат мува на капата, сите прашања кои им се поставуват и за кои има интерес македонската јавност им изгледат напорни. Тука некаде крајот на нашата вечерашна емисија, ние се гледаме идниот понеделник во истото време. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.